Од тешкоти при завременување до предвремени породувања. Ова се некои од последиците од пушењето, предупредуваат гинеколозите. Поради оваа причина, Сдруженијето на гинеколози и акушери излезе со поддршка на предлог Законот за заштита од тутун и бара негова целосна забрана во затворени простории. Според нив, луѓето околу нив се исто така изложени на ризик, не само пушачите. Директни се импликациите каде што имаме доилки кои што се изложени дури како на чад од никотински продукти или цигари, не само за оние што пушат, тоа не постои дозволена концентрација или количина на цигари кој што е безбедна да се внесе кај една трудница. Но и оние што се изложени на second hand smoke, односно тие што би биле изложени на пасивно пушење, особено во затворени простории, ги имаат истите речиси, истите ризици како оние кои што се директни пушачи. Гинекологот Ирена Гошева нагласува дека никотинот и токсините од тутун ја оштетуваат плодноста и кај мажите и кај жените, го зголемуваат ризикот од репродуктивни компликации, а за време на бременоста се поврзани со предвремено породување, мала родилна тежина и зголемена смртност во текот на пренаталниот и постнаталниот период. И мажи и жени да знаат дека активното, но и пасивното пушење, особено ние што се изложени на чад во затворени простории, им влијае на фертилноста, значи на потенцијалот за остварување на потомство. Кај жените го намалува бројот на јајни клетки, на овулации, квалитетот на јајните клетки, а кај мажите особено е афектирана спермогенезата и тоа и со број, и со подвижност на сперматозоидите и севкупната нивна морфологија. Покрај цигарите, гинекологот Гошева вели дека и електронските цргари и вејповите се исто така опасни. Инаку предлог законот предвидува целосна забрана за пушење во јавни и работни простории, забрана за рекламирање, промоција и спонзорство од страна на тутунската индустрија, како и регулирање на продажбата, изложувањето на тутунските и никотинските производи, како и уреди за нивна употреба.